Новата девојка на Ромео Бекам, Ким, е пронашна на брат му Бруклин. Иако Бруклин е во среќен брак со Никола Пирц, не ја оправдувал врската на Ромео, бидејќи се плашал дека Ким само сака да го искористи. И поради ова, браќата моментално не зборуваат и затоа Бруклин не се појавува на семејни настани. Дейвид Бекам веќе почна со прославите по повод 50-тиот роден ден, иако роденденот му е дури на 1 мај. Сепак на гламурозната забава што ја приредија со Викторија не присуствуваа нивниот најстар син Бруклин и неговата сопруга Никола Пирц. Сега извори блиски до семејството откриваа дека Бруклин го заладил односот со брат му Ромео и тоа поради девојка. Откако ја прекина 5-годишната врска со Мија Реган, Ромео Бекам имаше кратка романса со моделот Греј Соренти. Но веќе неколку месеци е во врска со друга девојка, диџејката Ким Турнбул, и токму оваа врска била причина за конфликтот со брат му. Контроверзниот рапер Кање Уест шокираше со својата нова песна Бјанка, во која рече дека сопругата Бјанка Ценсори го оставила поради вознемирувачки објави на социјалните мрежи. Песната Бјанка ќе се најде на неговиот нов албум кој го најави пред неколку дена. Текстот на песната е објавен на веб страницата Гени, а во нив Вест признал дека Ценсори имала напад на паника поради неговите испади на социјалната мрежа X. Мојата сакана побегна, но прва се обиде да ме натера да одам на лекување. Нема да одам во болница затоа што не сум болен, само не ми е јасно. Има напад на паника и не се допаѓа начинот на кој твитам. Додека Бјанка не се врати, ќе останам буден цела ноќ. Нема да спијам, навистина не знам каде е, вели тој во песната што ја објави во четвртокот. Преку песната откри дека свател дека Бјанка го оставила следејќи ја незината локација преку апликација. Тој исто така го нападна незиното семејство во песната. Тие сакаа да одам на лекување, тие сакаа да избегам, додаде тој. Кања го спореде неговиот и односот на Бјанка со врската на Шон Диди Комс и неговата пранешна девојка Кеси Вентура. Се чини дека ние сме новите Кеси и Диди. Ја правам ова песна за Бјанка, рече тој во текстот, завршувајќи ја песната со Бјанка, само сакам да се вратиш, врати ми се, знам што направив за да те налутам. Меѓу пошокантните стихови во оваа песна беше оној на Кеси и Диди. Вест во последно време не крие дека е на страната на озогласениот музички магнат, кој во септември беше уапсен под сомнение за рекетирање, трговија со луѓе со цел сексуална експлоатација и криминални дејствија поврзани со проституција. Минатиот месец Кање на X тврдеше дека Вентура, која поднела тужба за сексуален напад против нејзиниот поранешен во 2023 година, го ценувала Диди. Општествено одговорните се одважија да го наградат со признание и стипендија за студирање 19-годишниот херој во несреќата во Кочани Јован Костандинов од Виница. Компанијата Алкалоид со донација од 15 милиони денари помош за настраданите и повредените од пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, но и награда од 4 годишна стипендија за младиот херој Јован Костандинов. Јован ќе добива секој месец по 18.000 денари стипендија за студирање, бидејќи тој е годинава матурант во средното училиште Ванчо Прке во Виница, така што ова студирање ќе му биде добар поттик за успешно да ги заврши студиите кои ќе ги одбере. Компанијата Алкалоид сака да му го олесни патот кон иднината, како што тој несебично го отвори патот кон животот за 21 лице, кои ги извлече од огнената и задушливо отровна стихија во пожарената дискотека Пулс на кодната вечер од 16 март годинава. Со иста одлука за признание за херојството се огласи и општина Виница. Советот на општина Виница на 40-та редовна седница донесе одлука да се додели плакета за херојство на Јован Костандинов и стипендија за неговото 4 годишно студирање.
Јован е светла точка во деновите на темнина. Неговото име ќе остане запаметено, а неговиот пример треба да биде уште поголема инспирација за да бидеме подобри, посилни и похрабри граѓани на нашата Македонија, напиша премиерот. Гестот кон Јован е повеќе од финансиска поддршка, тоа е признание за неговата храброст и несебичност, но и порака дека вистинските херои не остануваат незабележани. На сцената на Националната опера и балет на 4 април со почеток во 20 часот ќе се изведе ремек делото Тоска од Джакомо Пучини, музичка драма во вистинска смисла на зборот, монументална, брилијантно оркестрирана, реалистична опера во 3 чина. Љубовта, страста, љубомората и политичките интриги се движечките драмски елементи на овој оперски трилер. Маестра Бисера Чадловска ќе диригира со изведбата на оваа драмска трагедија на Пучини во режија на Огњан Драганов од Бугарија, сценографијата е на Зоран Николовски, а костимографијата на Марија Пупчевска, хормајстори се Ѓургица Дашич и Јасмина Ѓурѓевска, а концертмајстор е Верица Ламбевска.